Благодарам, почитуван председавач, почитувани колеги, почитувана представник на Советот на јавни обвинители. Во интерес на јавноста е тоа дека горе имаме денес закажано 4 седници. 4 седници ни ги закажа вчера за денес. И тоа е деловнички. Има право. Исто така, има право и комисијата да закаже од вчера за денес седница на Комисија за политички систем. Но, истовремено, треба да видиме што е во денешниот ден приоритет. Дали е приоритет пленарна седница или е приоритет да имаме Комисија за политички систем и односи помеѓу заедниците. Според она кое што јас сум го студирал, сум го учел, и според праксата секаде во светот, ако во денот има закажано и пленарна седница, и комисија на работни тела, секогаш се дава предност на пленарната седница. И само ако зборуваме од инает, можеме да зборуваме обратно од ова. А ова собрание е полно со инает и впрочем, затоа ни нова дележе и собранието, затоа и перцепцијата на граѓаните према тоа што го работиме на многу ниско ниво и затоа ни се случуваат многу други пропратни работи во нашето општество. Што е приоритет да разговараме за извештајот на Советот за јавни обвинители, што е поднесен пред 10 месеци и баш тоа денес е приоритет. И не можеме да кажеме, бе види, го закажавме ние пред 4 дена. Па извинете, вие сте мнозинство, председателот на собранието го бира мнозинството, па вие очигледно не се координирате помеѓу вас, па дигате раце. Пак ќе кажам, приоритет има пленарна седница. Јас сум пријавен да зборувам сега горе. И ве поставувам прашање, каде да зборувам? Горе на пленарна, кај што сум пријавен са Вајле 11, или да зборувам сега на комисија? И ако имам 4 реплики, што јас треба да откажам во текот на денот? Зошто? Затоа што на водачкото мнозинство баш денес за инет и на сила му текнало да имаме комисија. Колешки да имаме парламентарни, никогаш не ме прекинувам дека зборувате. Понатаму, како тоа, почитуван заменик председател, имате 5-6 минути, кажете го ставот. Како тоа да го кажеме ставот за 5-6 минути? Овдека сме да дебатираме, да ги видиме сите аспекти. И таа седница не може да трае пола сат или 5-6 минути, може би ќе треба да трае 4 часа. Може би има и други заинтересирани колеги, бидејќи јавното обвинителство, исто како и судството, се рак-рана на општество. 111 сме по корупција у светот. Како тоа да го решиме одма, а горе исто така има пратеници кои се заинтересирани и се пријавени за збор. Треба да гласаат. И тука доаѓаме до клучот, ако де колешке така е, поставивте на дилема, нема да прекинеме. Не може, така на сила не може. Така на сила у партија. Овдека не може на сила, извинете. Тука доаѓаме колешке до моментот, согласно процедурите кои што вие го зборувавте, дека опозицијата сакала да каже дека немате кворум во ова собрание, дека повеќе немате мнозинство во ова собрание, па не го кажува тоа опозицијата. Јавноста треба да знае дека повеќе од месец дена сме немале пленарна седница и дека денес повторно се фолира горе пленарна седница, повторно немате 61 пратеник во собранието. Така што ве молам, не ја дезинформирајте јавноста, почитувана колешки. Ќе замолам Понатаму, по деловник зборувам член 120, неколку става и член 120, уште 2 става по деловникот. Многу работи кршите, колега. Понатаму. Јас, ако се сеќавате, почитуван колега председавач, уште при првите седници на оваа комисија, кога разговаравме за еден закон од правда, принципиелно го барав да биде тука министерот или заменик министерот. И тогаш вие бевте коректен, ја прекинавте седницата, извршите притисок кај министерот, така треба, за тоа ве поздравувам, и го донесовме тука да дојде министерот. Пред некоја недела имавме седница во која што разговаравме за судскиот совет. Повторно, председателот ни прати некој друг човек, јас излегов и барав принципиелно да си дојде подносителот, тој што е најодговорен, бидејќи ова е сериозна работа. Тогаш беше председателката, која што истака беше коректна, мора да кажам интерес на јавноста, и го обезбеди господинот Здравев.
денес принципиелно барам да биде тука подносител на овој извештај. Зошто? Затоа што ние сме нов пратенички состав и јавноста многу ја интересираат работи, бидејќи во тие години беше СЈО, имаше хонорари, имаше дисбаланс на буџетите помеѓу јавното правителство и специјалното правителство, имаше судски одлуки, беа вмешани обвинители од на суд и ние треба да знаеме што се случува од страна на првиот човек на Советот за јавни обвинители. И зошто од тоа сега правиме ние драма? Зошто не го штитите дигнитетот на собранието? Како комисија, како председавач, како председател, заменик председател, вие сте должни вие да го барате да дојде тука, бидејќи тоа е, ние сме една фела овдека. Ние сме колеги и ние не можеме да си дозволиме да бидеме уподредена положба према судската власт или према извршната власт. И дајте тоа од главата, трнете си го. Собранието е највисока институција во оваа држава. Ниту е владата, ниту е судството. И ние ги контролираме. Ние одобруваме буџет за нив. Не тие за нас. И не знам како вас не ви смета што не е тука господинот Јовески. Како не ви смета, не ми е јасно. Значи барам да биде тој. И барам пауза или нова седница додека не дојде тој. Понатаму. Да, се барам. Се барам по закон. И се барам принципиелно. Видите, колеги од мнозинството, тоа ќе завршам. Сакате да ги терате работите на сила. На сила не може да терат работи. Не е важно во моментот што немате 61 пратеник. Не е важно тоа што немате мнозинство во собранието. Важно е тоа што во деловникот, почитуван господине председавач, предвидел колку и да е мала опозицијата, да има заштитни механизми на одбрана во интерес на јавноста. И вие знаете дека денеска нема да разговараме за ова. И јас го знам тоа. И повторно на сила продолжувате. На сила не може. Со овој пратенички состав на опозицијата на сила не може. Затоа, ве повикувам на разумност, принципиелно, ќе се држите до заклетвата која што сте ја дале, ќе го држите дигнитетот на собранието, ќе го повикате господинот Јовески дека да си дојде и да отвориме точката и да разговараме. Не е 2019 обична година, господине Костовски. Многу турбулентна беше во јавното обвинителство оваа година. А ние сме тие кои што им должиме одговори на граѓаните кои што ги плаќаат и нив и нас. Затоа барам од вас да ова се одложи, кога ќе нема седница, ќе се договори со господинот Талат Џафери, кога нема да свикува седница, ние сме тука во собранието. И мене не ми пречи и да свикате седница од денес за утре и од вечер за сабајле. Тука сум по цел ден. И ќе разговараме и ќе дојдеме. Овака, непринципиелно, на сила, нема да имаме седница. Благодарам.